зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. Во разорниот земјотрес што на 26 јули 63 му се случи на главниот град, животот го загубија 1070 луѓе, 3000 беа повредени, а светот се мобилизираше за отправ да го воздигне Скопје во град на солидарноста. 60 години подоцна, само стрелките на часовникот на старата скопска железница подсетуваат на мигот од кобното утро, кога и престанаа да работат. Градот повторно се издигна, но дали и што научи од трагедијата? 360 степени провери во каква состојба се клучните институции надлежни за оваа проблематика. Сеизмолошката обсерваторија во Скопје од 1957 година непрекинато ја следи сеизмичноста или подложноста на земјотреси на тлото на државата. Грижливо ги чува сеизмометрите од првата и втората генерација, како и најновиот, кој од овде ја мери сеизмичноста во главниот град. Ова е сеизмометерот, меѓутоа е заштитен да нема температурни влијанија, најмали температурни осцилации, а ова е инструментот, дигиталниот запишувач, кој што е придружен со соодветна опрема, значи од GPS, модеми за интернет и уред за ресетирање на системот во случај да настане некој прекин од било која причина, да системот може сам да се ресетира и да продолжи да работи. Истовремено, во друга подрумска просторија активен е и паралелен систем која мери сеизмичноста на Скопје и исто така има дигитален запишувач. Ово е донација, но сега во сопственост на обсерваторијата, додека претходниот привремено го поседуваат и ќе треба да се врати на донаторите. Подрумот на обсерваторијата е погоден за изолирање на инструментите од секаков шум, но овде се мириса на старо. Се чуваат и така кажано музејски експонати, но долив се стигнува преку пот кој како да претрпел силен земјотрес. Ова е запис на еден далечен земјотрес овдека што го гледате на... Да, ова е се музејски, да речам. Да, ова е се музејски, меѓутоа се може да биде во функција истиот момент ако затреба. Имавме можност да видиме дека целиот објект е некако стар, подот не е соодветен. Дали во вакви услови треба да работи сеизмолошката обсерваторија? Бидејќи вложувањата во сеизмолошката обсерваторија биле минимални, во главном биле за набавка на нови инструменти, ова некако било потурнувано настрана, меѓутоа се надевам дека со ова новата студија за реновирање на обсерваторијата ќе Министерството ќе излезе во пресрет и дека оваа состојба ќе се подобри. А за подобрување се многу нешта. Во обсерваторијата има максимален ентузијазам за работа, но минимален број сеизмолози, вкупно 6, од кои 3 се нови кадри. Имаат уште само еден советник за сеизмолошки инструменти. Од овде непрекинато ги следат и анализираат сеизмичките податоци од земјава и од уште 1500 станици од странство. И додека снимавме, пристигна информација за земјотрес. Да кажеме, земјотресот е... Ова е Тонга, Австралија. Еве кај се наоѓа земјотресот. Тој во 8:32. Значи 8:32 пристигнале сеизмичките бранови во Скопје, иначе времето на земјотресот е 8:11. Значи му требало 20 на минути на сеизмичкиот бран да дојде до Македонија. Сеизмолозите работат и за време на викендите, а на терен до мерните станици низ земјата одат со сопствени возила. 2 мерни станици во Валандово и во Охрид и резервната во подрумските простори во Скопје се во сопственост на обсерваторијата. Другите, вкупно 13 на број, се од Универзитетот од Бохум, од Институтот за геофизички истражувања, кои се на привремено користење и по завршување на проектот треба да се вратат. Овие станици, значи како што кажав, се инсталирани во март месец и ќе бидат 3 години на територијата на Македонија, кои што подоцна ќе бидат повлечени од институтот.
ние би сакале да овој период го искористиме да се набават наши македонски инструменти кои што ќе ги заменат овие инструменти од Универзитетот од Бохум. Воспротивно ви останале само со тие старите два? Да, воспротивно ќе останеме со нешто многу малку кое што е недоволно за значи да се добијат податоци за сите истражувања кои што ги прави сеизмолошката обсерваторија во смисла на одредување на параметрите на сеизмичноста на територијата. Сеизмолошката обсерваторија хиерархиски припаѓа под Природно-математичкиот факултет, односно надлежно Министерство е она за образование и наука. Свој буџет нема, па за секоја ситница мора да бараат пари од МОН преку факултетот, а им требаат не само за патни трошоци, туку и за дефекти на инструментите и за постојано современување на компјутерската опрема. Обсерваторијата се реновираше 1997 година, а сега ова управо заврши една студија за потребите како би требала да се реновира и што би требало се да се реновира во обсерваторијата. Министерството за образование ни вети дека ќе излезе во пресред, па да се надеваме дека може би некомплетно, меѓутоа во одредени фази би можело да се реализира обновувањето на сеизмолошката обсерваторија. Дали ресорното министерство планира да вложи нешто во сеизмолошката обсерваторија? Како и што? Го прашавме лично министерот Јетон Шакири, кој веќе имал средба со представници на институцијата. Мислам дека дел од барањата што беа доставени са одредени проекти, ние како министерство, тоа што го кажавме, ако се доставени барања за одреден проект, најхитно што може да се реализира со некоја пренамена од нашиот буџет, веднаш ќе постапиме за истата институција. Своји инструменти, сеизмолошката обсерваторија работи со донирани. Да, се однесува, затоа кажувам со пренамена, според потребата, зашто се работи за сериозна институција, според тоа што се случи во земјите во регионот во Турција и во тој дел го имаме реализирано дискусијата да ги докажат сите потреби, но најхитно што може во моментот кога зборувам за инструменти кои имаат голема вредност со пренамени, ако не може да се затвори, не може да се затвори за најхитниот период. Ако може нешто да се направи за најважниот инструмент што го има со ребаланс на буџет, стојам на располагање да го решиме и тоа. Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија пак е основан само 2 години по разорниот скопски земјотрес. Ова е ИЗИС во мало? Да, ова е модел на ИЗИС. Комплетно е направен во компјутерски систем. Значи, сите овие димензии се верни на оригиналот, дури и теренот, сите изохипси се фатени. ИЗИС е автономна единица на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Има научна дејност, а го оценува и квалитетот на градбите во Скопје, како и на виталните објекти во сите краеви на државата, вклучително мостови, брани и така натаму. Директорот Владко Шешов веднаш не покани во лабораторијата за прво да се пофали со софистицираната опрема. Ова се викаме ние НДТ, значи апаратура за недеструктивни тестови на згради, на материјали градежни. Значи сега современите текови не одат на тоа да ние вадиме, оштетуваме некои конструктивни елементи, едноставно со овие правиме, попросто кажано, рентген на постојните конструктивни елементи од зградата. Потоа ги пратиме современите текови, кога имаме да кажеме земјотреси каде што се тешко пристапен терен или треба да диагностицираме состојба на брана, каде што не можете да стигнете до неа, имаме дрон со соодветен софтвер кој што обезбедува ние да ги добиеме потребните информации за постојниот објект или евентуално оштетување, клижиште и така. Дали ИЗИС е вака е доволно екипирано? Да, апсолутно. Со ова сме топ. Но за ракување со опрема треба луѓе, а ИЗИС кубури со кадар од сите профили. Од ангажираните во овој момент, 36 се редовно вработени, а 23 работат со договор на дело. Институтот може да биде финансиски самоодржлив, но парите што ги прибира се слеваат во државниот буџет, па мора да моли за вработување во владата. 18 души ни отидоа од институтот во последната 2 или 3 години. 18 души, од кои што вработување пред 4 или 5 години имавме на помлади асистенти. Сега ние од административен кадар, значи, почнува и кај нас да се јавува кај нашите вработени револт, бидејќи тој покрива и архива, и сметководство, и ако треба чувар на капија. Значи, доведени сме во ситуација да не знаеме, да не можеме
кадровски да издржиме на барањата. Нас ни отидоа двајца студенти со инженерски прстен. Тоа е највисоко достигнување, односно награда за студенти од инженерските области. Па како не ги вработи? Како не ги вработи? Поднесуваме барања, ни ги одбиваат без никакви причини. Ја не барам овде да имаме 100 вработени, али барам тие млади кадри што ги негуваме да останат. Иако институтот води сметка за квалитетот на градбите во државата, експертите не може да гарантираат дека секој објект би издржал земјотрес со поголема јачина. Придонесот на институтот во последните 9-10 години е токму во тоа, во членот 4 од Законот за градење, каде што сите проекти поминуваат низ контрола во институтот и 2 пати одиме на градби. Меѓутоа, пак ова меѓутоа постои, ние имаме и ситуации на нелегална градба. Значи, тамо ние не можеме ништо да гарантираме. Имаме проекти кои што се провлекуваат низ лавиринтите на системот, кои што не поминуваат низ овие контроли што говориме со вас во ова интервју. Значи, не поминуваат, треба сме свесни. Затоа си има органи во државата кои што треба тие работи да си ги испитат. Нов земјотрес ги потресе Скопје и околината во 15 часот и 10 минути со магнитуда од 5,1 степен според Рихтер. Скопје ги освежи сеќавањата на потресите, за среќа со помала јачина во 2016 година, кога дел од населението се евакуираше во парковите и пред зградите. Шешов вели дека од 1963 сепак нешто сме научиле. Апсолутно сум на мислење и на став дека од тогаш до денес апсолутно имаме напреднато, како во поглед на проектирање, така и во поглед на избедба. Впрочем, еве, и да не многу кажувам, самите факти говорат, имавме 2016, се слагам, послаб земјотрес, негде магнитуда околу 5 во Скопје, меѓутоа немавме никакви оштетувања. Многу мали, ние ги викаме неконструктивни оштетувања, каде што стана. Тоа беше една мала, но значајна потврда на тоа што сме го постигнале во градежништвото од овие 50 години. Разорни земјотреси се ретки, но може да се повторат. Повратниот период за Скопското епицентрално подрачје е 500 години за да се случи земјотрес каков што беше Скопскиот 63-та. Тоа е периодот на повторување, меѓутоа не значи дека имало сега пред 60 на години, па дека сега треба да чекаме 500 години, меѓутоа тоа е периодот каде што може да се појави таков земјотрес. Повеќе институции низ државата, како ИЗИС, ја одбележуваат годишнината од катастрофалниот земјотрес, меѓу другото и со препораки за заштита на населението. Прво што треба да направиме да ја заштитиме својата глава и најчесто тоа се иде под маса, као што има дебела површина. Битно е во првите моменти после и за време на земјотресот да се заштитиме себе си, особено својата глава, и затоа најчесто препорачуваме да се сокриеме под маса или под некоја сличен дел од намештаот, за да можеме барем оние први движење и паѓање на предмети да се заштитиме. Потоа без паника треба да се напушти објектот. Скопје памети и се надева утро како тоа на 26 јули 63-та никогаш нема да се повтори. Но за се да не остане само на надеж, прво треба да се средат клучните институции.